Добро утро. Се вклучуваме денеска од општина Ѓурче Петров. Лоцирани сме на Курзото, кое што го најавивме пред околу една година, токму на истата локација со градоначалникот Александар Нумовски, а денеска ќе го прашаме до каде се градичните активности, меѓутоа ќе позборуваме малку и за останатите проекти кои што се реализираат во општината. Добро утро, градоначалник, и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро и благодарам што не пратите и имаме можност да ги покажеме нашите сработени 3 години и евентуално и за идните проекти на општината. Како што кажав, пред околу една година го најавивме овој голем проект кој што ќе треба да опфаќа не само шеталиште, туку и угостителски објекти и зеленило, каде што ќе може да се рекреираат граѓаните. До каде е градбата и кога ќе очекуваме конечно да се отвори? Добро, со оглед на ситуацијата и короната која што не затекна, бидејќи се работеше и преку заем од Светска банка и со лични средства на општината. Проектот е во крајна фаза, меѓутоа неговиот прав лик и заживување зависи од отварање на кафичите и од флуктацијата на луѓе. Меѓутоа, ради ситуацијата ги одолжиме работите и се пренасочиме на некои други инфраструктурни проекти, имајќи во предвид дека сите чекаме ова пандемија да заврши, ова лудило во кое што се наоѓаме во 21. век да запре. Градоначалник, некаде сте, да речам, пред крајот на мандатот, уште неколку месеци остануваат. Ќе може ли да го наречете успешен вашиот мандат и што е тоа што сработивте за овие 3,5 години, речиси, од она што го најавивте во вашата предизборна програма? Добро, да реално ние правевме анализи, еден пресек, со што е сублимирано во еден отчет кој што го делиме кон граѓаните. Ѓорче Петров од една заборавена општина, која што воопшто немаше никаква активност, без идеја, без проекти, без детални урбанистички планови кои што се основен извор на финансирање во општината. Ние фактички ја ставивме на картата во нашата држава и во градот Скопје, бидејќи сме една од 10 општини во состав на градот Скопје, заедно со градот, со владата, со фондови, преку платежни агенции, така натаму направивме доста. Секогаш кога се избори, ние имаме многу желби, меѓутоа фактичката состојба е друга. Пресекој што го направивме, речиси 80% од програмата со која што ми дадоа доверба моите Ѓорче Петровци е реализирана. Еве ќе напоменам капитални проекти, се гради базен во Ѓорче Петров, се завршија многу инфраструктурни проекти, од дел од дислокација на цевка, главниот вод на Расче, која што беше потенцијална колатерала за половина населба, зборам во долниот дел на Ѓорче Петров, во Мирчеацев. Се гради најмодерната градинка која што е констатирана од Светска банка преку експерти, може во Југоисточна Европа, во Волково се направи нова сала после 60 години спортска во Волково. Се завршуваат канализации, направени се над 32 километри асфалт. Најмодерно летосветлување, имаме автоматско летосветлување со смарт сијалица, компатибилна за смарт сити, кое што во тек е постапката во градот Скопје. Генерално сме задоволни. Во делот на спортот, вратен е сјајот на Македонија Ѓорче Петров, трети сме на табела, функционира женски ракометен клуб кој што игра во прва лига, функционира машки ракометен клуб, одбојкарски клуб, индивидуалните спортови се сите поддржани. Салите ги оставивме како што ми беше ветено на рекреативците, на спортистите. Социјална помош во време на пандемија, знаете дека една година нашиот мандат ќе отиде во ова криза, во ова безпаќа што не снајде како народ. Направена социјална карта за социјални случаеви, се сервисираат социјалните случаеви константно. Генерално сум задоволен, меѓутоа поголем резултати имаше доколку не зафатеше оваа криза, меѓутоа сепак се одолжија малку роковите во делот на реализација на проектите и ни останува еден проект за Дексион кој што направивме јавно приватно партнерство и физибилити студија за нова амбуланта и градинка, меѓутоа го чекаме деталниот урбанистички план да се заврши за да може да го објавиме тендерот. Генерално да констатирам дека сум задоволен. Така, ги споменавте градинката, базенот во основното училиште Бировски, кој што, ако не се лажам, така беше нели во Бировски, кога ќе можеме да очекуваме нивна реализација? Според кризата, знаете, и кога се изведуваат работи, има многу заразени од страна на фирмите, така да се одолжуваат роковите. Ме подсетивте за Беровски, да ги информирам граѓаните на Хром дека заврши подпишан договорот за доградба на
основното училиште Димитар Поп Георгиев Беровски клон во Хром. Исто така е подпишан договор за доградба на Тихомир Милошевски. Во исто време покрај најмодерната градинка која што има капацитет негде околу 175 деца, веќе доградуваме и 3 занимални во градинката Детелинка во Мирчеацев. И најголемиот проблем кој што го затекнаме со 600 дечиња од 600 до 700 кои што чекаат упис. Се надевам дека, мислам, со мојот мандат ќе ги преполовиме и дополнително. Веќе изготвуваме исто така и проект за нова градинка во Новосело, за да може да се дисперзира притисокот кој што го има централниот дел во делот на прием на деца. Така, градоначалник општина Ѓурче Петров има и рурален дел, така да го наричаме. Граѓаните многу често се жалеа дека имаат проблем со инфраструктурата, со патната инфраструктура. Го решавате ли овој проблем? Да, ја често пати сум критикуван дека повеќе работам во руралниот дел. Како што знаете, направен е кружниот тек во Волково, завршен најскоро целосно, ни остануваат уште некои 5-6% од фекалната канализација, кој што е горлив проблем во Волково. Истовремено да ги информирам дека во Орман преку средства од ТАВ програмата за Орман добивме средства за примарна и секундарна канализација. Во исто време преку крос бордер со Косово работиме на пречистителна станица преку Европската Унија. Така да, меѓутоа, новиот буџет кој што го подготвуваме, кој што ќе биде на седница и програмите на 28 декември, се фокусираме повеќе на урбаниот дел, без запоставување на руралниот, во делот на улички, асфалтирање или со бехатон, меѓутоа повеќе ќе се удари на покрупни инфраструктурни проекти во делот на правење на улици, заедно со атмосферска канализација, со расвета и така натаму. На само неколку дена сме пред новата година. Забележав дека Ѓурче Петров не е украсен. Одлучивте да ги пренамените средствата? Бидејќи сме дел од градот, Ѓурче Петров немаше сврталиште. Корзото се уште ради пандемијата не можеме да го пуштиме во полн сјај. Како што знаете, сите буди емоции, посебно на генерациите на нашите родители. Оценим уште минатата година, парите ги дадовме минатата година на пакетчиња за првачињата. Меѓутоа оваа година оценивме воопшто нема во планот за јавни набавки ставено украсување на Ѓурче Петров и оцениме заедно со сите градоначалници дека подобре центарот има некаква емоција, да не им го ускратуваме чувството за нова година на немладите, особено на деца. Каде ќе ја поминете новата година? Новата година дома, евентуално ако отидам до село, со фамилијата, имаме принова, трето дете, бебе, па сега повторно се враќаме во тие води, ајде да кажем, на родители со бебе, така да е една убава промена. Би сакал да посакам од се срце ова лудило да престане, да се постигне таа колективна имунизација со вакцините и посакувам здравје, успех, среќа, берихет и многу насмевки и мир и спокој во домовите.